Госпоѓо Јанкуловска, како поранешен министер за внатрешни работи, како ги оценувате првите ефекти во сферата на безбедноста од новата влада? Новата влада, иако дојде на власт без да победи на избори, сепак во периодот кога претендираше да ја освои власта имаше огромни ветувања и можеби тоа креираше и големи очекувања кај одреден дел во јавноста. Меѓутоа, познавачите на состојбите и оние кои подолго следат политика немаа некои големи очекувања и практично сега сме во една фаза каде што оние кои има очекувања се веќе разочарани, а оние кои немаа очекувања од нив не се изненадени затоа што СДСМ, освен големите ветувања, не направи буквално ма баш ништо. Посебно тоа е видливо во сферата на безбедноста, затоа што слободно можам да кажам дека најголемиот и најсилниот удар кој тие сакаа да го зададат беше токму на полето на безбедноста, почнувајќи од моментот на напади на поранешната влада преку така наречените бомби на господинот Зоран Заев, па понатаму сите оние конструкции за тоа како функционирала владата на Никола Груевски, се во функција да се оцрни пред се ВМРО-ДПМНЕ, но и сите функционери од ВМРО-ДПМНЕ поединечно. Но еве сега, кога ја добија шансата да покажат како тие работат во сферата на безбедноста, дали воопшто можат нешто да направат, ние се соочивме со катастрофални потези и со фрапантно лоши податоци кои доаѓаат како резултат на нивното работење. А впрочем, какви резултати може и да има ако на сегашниот премиер, главниот советник за национална безбедност, му е лице кое веќе два пати било под истрага, односно се воделе постапки против него за незаконско прислушкување, за злоупотреби токму во сферата на безбедноста. Но ако одиме понатаму и направиме едно разграничување и во областа на одбраната, додека сегашната министерка пиеше кафење и се сликаше со амбасадори, ние имавме навистина една недозволива ситуација на труење на војници во една од касарните во Македонија. Додека сегашниот министер за внатрешни работи покажуваше неизмиени коли, ние имаме ситуација каде што тој, обидувајќи се да ги затвори очите на јавноста со некои маргинални прашања, дојде до целосна политизација на Министерството за внатрешни работи со строго партиски кадри од редовите на СДСМ. А за сметка на тоа, она што е основна работа на Министерството за внатрешни работи е ставено сосема на страна. Веќе подолго време имаме катастрофална состојба во областа на јавниот ред и мир, катастрофална состојба во областа на заштита на животот и имотот на граѓаните, страшни податоци, фрапантни во делот на сообраќајот. Значи, секаде каде што новото раководство во МВР треба да покаже резултати, резултатите изостануваат. Имаше извештај за трговија со луѓе, кој што беше објавен. Како го коментирате тоа од почетокот? За мене овој извештај беше навистина поразителен за Република Македонија, посебно ако се земе предвид фактот дека Македонија од една исклучително тешка позиција во 2005-2006 година, една цела деценија во континуитет успеа да се наметне како лидер во регионот, кој е рамо до рамо со најразвиените западноевропски земји и земјите пошироко во светот, вклучително и Соединетите Американски држави, кои всушност ги воспоставуваат стандардите за борбата против трговија со луѓе. Годинава извештајот вели дека Македонија стои навистина лошо на тој план и ваквиот извештај кој нескриено ја критикува Република Македонија е резултат директно на лошото менаџирање со Министерството за внатрешни работи во периодот на политичката криза, кога беше раководено од страна на кадри на сегашнава владеачка структура, сакате Оливер Спасовски како технички министер или неговиот сегашен заменик како министер во периодот до формирање на новата влада, и сето тоа остави сериозни траги на работењето на Министерството, што на крајот на денот беа нотирани во еден ваков извештај. Навистина е штета, нешто што се градело со години, нешто што се етаблирало повеќе од една деценија,
така брзо и така лесно да се сруши само заради дневно политички потреби, односно заради неаргументирани клевети, критики, па и саботажи кои ги правеше сегашната власт во времето кога беше опозиција, се со цел да прикаже дека владата предводена од ВМРО ДПМНЕ направила некаква грешка за која не покаже никаков аргумент и никаков доказ. Меѓутоа, на крајот цената ја плати Република Македонија и цената ја плаќаат граѓаните на оваа земја и дури и оние кои можеби од нивни лични причини им ја дале довербата на избори, се веќе разочарани од нивната неспособност, некомпетентност и неодлучност да се работи онака како што налага законот во интерес на граѓаните и во интерес на Република Македонија. Актуелниот министер Оливер Спасовски ги смени началниците на сите сектори за внатрешни работи. Како ја коментирате неговата кадровска политика? Видите, сегашниот министер за внатрешни работи е и актуелен подпредседател на СДС, а таму очигледно се собрани луѓе кои едно зборуваат, а го прават сосема спротивно. Почнете од лидерот на таа партија, па надолу сите поред. И она што се случува во Министерството за внатрешни работи во моментот, иако јас од дистанца ја следам целата таа ситуација, е токму тоа. Министерот зборува едно, а прави нешто што е сосема друго, или да бидам попрецизна. Вели дека ќе ја департизирал полицијата, а направи, барем според она што досега на јавноста е познато, кадровски промени исклучиво со партиски активисти на Социјалдемократскиот сојуз. Да бидат работите уште полоши, луѓето кои ги доведе на клучни позиции во Министерството, позиции каде што мора да се работи професионално и каде што навистина оној кој се нафатил да ја врши таа функција треба одлично да ги познава работите и состојбите. Лицата кои тој ги промовира се лица кои во минатото имале проблеми со законот, за некои од нив се уште се актуелни кривични пријави кои ги истражува основното јавно обвинителство, вклучително и оние за последните избори во текот на изминатата година, каде што, ако не се лажам, еден од началниците беше, сегашни началници беше под сомневање за сторени тешки кривични дела. И тоа само покажува дека социјалдемократите и сите нивни кадри практично одат на една груба партизација, не само на институциите, туку и на целото општество. Впрочем, ние неодамна бевме сведоци на изјава од висок функционер на оваа партија, пратеник во собранието, кој рече дека партиската книжка на нивната партија ќе ја замени личната карта. Што сакате повеќе од тоа? Актуелно периодов е и специјалното јавно обвинителство, кое што поднесе обвинение за повеќе случаи. Меѓутоа, специјалната обвинителка Катица Јанева најави дека и покрај тоа што истече рокот за покренување истраги и обвиненија, таа ќе продолжи со работа. Па видете, специјалното јавно обвинителство, иако на почетокот произлезе како резултат на еден политички договор, многу брзо се етаблираше и профилираше како една исклучиво партиска институција, квази институција која целосно беше ставена во функција на исполнување на желбите на Зоран Заев, на сите оние околу него кои има проблеми од најразличен тип и беше директно диригирана од некои странски амбасади и насочена против сите оние кои сметаат дека одлуките за интересите на Република Македонија треба да се носат во македонските институции, а не во амбасадите на други држави. Така што започнувајќи како квази институција која е политички диригирана, до самиот крај на оној период кога всушност и можеа да поднесуваат обвинителни акти и да отвараат нови истраги, специјалното обвинителство, условно речено, го заврши овој период на истиот начин. Крајно исполитизирано, длабоко партизирано, ставено во функција на само една политичка партија, се со цел да се зацкријат сите недостатоци на сега веќе актуелната влада и да се занимава јавноста со нешто што е сосема друго, односно да се направи обид да се заслабне ВМРО, напаѓајќи ги клучните луѓе од редовите на ВМРО ДПМНЕ, вклучително и председателот на партијата, за да се овозможи
повеќе простор сегашното парламентарно мнозинство, односно сегашната власт да ги постигне целите и да ги испорача резултатите што на некое место ветила дека ќе ги испорача. Меѓутоа, да се вратам на суштината на вашето прашање, на последната пресконференција јас ја следев специјалната обвинителка кога многу лежерно рече дека, вака преведено на едноставен јазик, дека законот воопшто не ја засега и таа ќе си продолжи да си работи така како што смета дека треба. Меѓутоа, законот е многу прецизен и многу јасен. Тоа е тој веќе добро познат во јавноста член 22 од законот, кој недвосмислено кажува дека за дел од предметите за кои основното јавно обвинителство по пријавите на Социјалдемократскиот сојуз заведе предмети и превземаше действија, рокот истекува 18 месеци од денот на превземање на тие предмети, а за сите останати кои произлегуваат или се поврзани со материјалите кои ги предаде СДС, рокот за поднесување на обвинителни акти и отварање на истраги истече на 30 јуни. И тука нема поинакво толкување и не може да има. Знаете, тоа е нешто што и студент на правен факултет го знае со првото влегување во просториите на факултетот. Така што сите тие обиди да се направат злоупотреби, односно да се искористи некоја условно речено позиција каде што можеби веруваат дека имаат заштита од некого, одат само на штета на Република Македонија, промовираат беззаконие и самоволие кое не смее да се случи, без разлика дали станува збор за таа институција, за некоја друга институција или за поединец. Законите, без разлика колку недостатоци имаат, мора да се почитуваат онака како што се донесени. Впрочем, законот по кој работи ова обвинителство е донесен врз основа на политички договор и е изгласан така како што е договорено да работи тоа обвинителство во рамките на тој политички договор. Се што е надвор од рамките на овој закон е грубо кршење на законот и тоа повлекува одговорност.